согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка, одлука за проширување на буџетот на општина Битола за 2026 година. Втора точка, одлука за давање на деловен простор во објект број 1 и деловен простор во објект број 2 на 5 години со закуп со електронско јавно надавање во село Логоварди, собственост на општина Битола. Трета точка, одлука за примање на донација за изработка на основен урбанистички проект за инфраструктура, регулација на река Драгор во град Битола од страна на ДГТУ Аква Инвест ДО Скопје. Четврта точка, одлука за примање на донација скулптура Сончев часовник спомен обележи од страна на Сдруженијето Архам од Битола. Петта точка, решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за изведување на градежни работи, канализациони објекти на КЈП Несиоградба Битола за потребите на општина Битола, согласно договорите на општина Битола, случени по вториот јавен повик од владата и министерствата на Република Македонија и примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлука за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Несиоградба Битола за потребите на општина Битола. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на ценовникот на јавна општинска установа Културен и информативен центар Битола. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за вршење на услуги отстранување на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на АМД Ѓорги Наумов услуги до Битола. Точка број 9. Јавен повик за одделување на средства од буџетот на општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2026 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Ве повикувам да гласаме. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 4 гласови за, против и воздржани нема. Преминуваме на точка број 1. Одлука за проширување на буџетот на општина Битола за 2026 година. Представникот општинската администрација е тука, повелете. Почитувани советници, значи одлуката за проширување на средствата на буџетот ви е доставена како и самото образложение, така да не би ви одземала многу од времето да ви ги читам. Накратко сакам да ви образложам, значи се работи за проширување во делот на дотациите. Проширувањето е поради пренесениот вишок на барање на буџетските корисници, се однесува за пренесениот вишок кој што им остана на буџетските корисници од програмите К3, Н1, Н2, В1 и В2. Би сакала да ви скренам внимание во делот на детските градинки. Во самата одлука за проширување поради технички проблеми со програмата од која што во која што изработуваме самата одлука за проширување на средствата на буџетот, а во согласно со барањата на Министерство за финансии, кај детските градинки ги има земено во предвид трошоците само на едната градинка и покрај тоа што беа внесени трошоците на двете градинки. Проблемот во текот на денот денес се санира и тука би ги во овој момент би ви ги прочитала износите со тоа што исто така би ви напоменала дека крајниот износ кој што е на страната, на втората страна на расходите 60.711.919 останува ист, значи немаме измена. Едноставно поради некакви технички препреки позадински се прикажуваат трошоците за втората градинка, а на хартија на лист се прикажани само за првата градинка. Или на ставката 401.130 основни плати, наместо 1.903.331 треба за двете градинки да биде 9.506.216, а на ставката 401.310 наместо 145.591.832.449 илјади, понатаму на 402.110 основни придонеси за ПИО 2.699.542 треба да биде, а 402.210 основни придонеси за здравство 1.076.948 треба да биде, а 402.220 треба да биде 91.718, а 402.310 152.395, 421.110 милиони 500 и 421.240 треба да биде 4 милиони 500. Веднаш по завршување на комисија ќе ви испратам новата одлука каде што ќе бидат овие вкупни суми прикажани.
Тоа е во делот на дотации, кај донациите можете да забележите, значи имаме 124.000 денари приходи од Европска унија, тоа се работи за средно училиште Горната гимназија, имате аплицирано за проект Erasmus+, и имаме уште пренесен вишок 49.945, тоа се работи за основното училиште Климент Охридски, и се средства кои што му се останати од грантот од Јапонската амбасада за санирање на кровот. Ви благодарам. Ти благодарам. Дали има прашање по однос на првата точка? Долку нема, ти благодарам. Преминуваме на точка број 2. Одлука за давање на деловен простор во објект број 1 и деловен простор во објект број 2 на 5 години во закуп со електронско јавно надавање во село Логоварди, собственост на општина Битола. Представникот е тука, повели. Микрофонот. Ова одлука е за давање на деловен простор, како што кажете, во објект број 1 и деловен простор во објект број 2 на 5 години во закуп со електронско јавно надавање во село Логоварди, собственост на општина Битола. Благодарам. Дали има прашање по однос на втората точка? Долку нема. Преминуваме на точка број 3. Одлука за примање на донација за изработка на основен урбанистички проект за инфраструктура, регулација на река Драгор во град Битола од страна на ДГТУ Аква Инвест Доел Скопје. Има представник од економски развој, повели. Со ова одлука, општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од страна на фирмата Аква Инвест Доел Скопје за изработка на основен урбанистички проект за инфраструктура, регулација на коритото на реката Драгор во град Битола на потек кој граничи со Дуб, Блока, Довлеџик кај базените, вклучувајќи го и делот до локацијата каде завршува постоечката регулација кај Црн мост. Значи од Црн мост до негде до кај кружниот тек да се уредува коритото. Благодарам. Прашање дали има по однос на точка број 3? Повели Александар. Сакам да прашам дали ова е поврзано со идејното решение во 2022 година, кое е представено во офицерски дом за изработка на, мислам, на јавен конкурс, беше избрано идејно решение за изработка на спортски комплекс и регулација на коритото на реката Драгор. Мислам, немам точна информација, можам да проверам, ама мислам дека не е поврзано, се работи за скроз нов проект, донација, значи само за уредување на коритото. А можам да проверам и да ви испратам информација. Ако може до утре до седница, дали има врска со идејното, ќе ве потсетам, значи за 2022 година се работи, идејно решение има за изработка на спортски комплекс и за регулација на коритото на река Драгор со пропратни велосипедско-пешачки патеки и така натаму. Во декември, 26 декември поточно, во презентиране проектот во офицерски дом. Ќе провериме и ќе ви известиме на писмено. Благодарам. Дали има други прашања? Долку нема. Преминуваме на точка број 4. Одлука за примање на донација скулптура Сончев часовник, спомен обележие од страна на Сдруженијето Архам од Битола. Побарање на Сдруженијето Архам од Битола, кој е собственик на скулптурата Сончев часовник, која истата има пробано претходно да ја сместат на одредена локација, повторно бараат да се изнајде од општина Битола нова локација за да ја постават. Тоа е со оваа одлука, се бара да се прифати донацијата од нивна страна. Благодарам. Прашање дали има? Повели Кузмановски. Извинувам, јас не сватив. Ова е песочниот часовник за еврејските гробишта? Сончев. Сончев, да, се извинувам. Да, Сончев часовник не е за еврејските гробишта. За еврејските гробишта имаше друг спомен обележие што кој изгласавме веќе, се донесе одлука за него. Тоа се спомен плочи до душе. А ова е Сончев часовник кој претходно го има, да, истиот од претходно што сакаа да го постават, ама не му беше тогаш дозволено на таа локација и сега бараат нова локација да се изнајде. А имаме локација каде ќе се поставува? Па не, треба да се одлучи од наша страна сега. Значи само го примаме како донација? Да, сега само го примаме, а треба да изнајдиме заедно со Одделението за урбанизам веројатно да се изнајде точна нова локација. Прашање други дали има? Долку нема. Преминуваме на точка број 5. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за изведување на градежни работи, канализациони објекти на КЈП Сиоградба Битола за потребите на општина Битола согласно договорите на општина Битола, случени по вториот јавен повик од владата и министерствата и примена на член
24 од Законот за јавни набавки. Директорот е тука. Можете да ги образложи точка број 5 и 6 бидејќи се тие заеднички точки. Дали има некој против да се разгледуваат овие две точки заедно? Доколку нема, повели директор. Значи, здраво на сите. Тука станува збор за донесување на ценовник, како што точно и самиот наслов гласи, за склучување на договори по вториот повик на владата за изградба на канализациони објекти по член 24. Бидејќи ова иде фактички повторување и сите проширувања што ги правевме во насока на тоа, за да можеме да ги склучиме договорите, бидејќи имавме формално технички проблеми со називот на позициите. И овој ценовник ќе биде со важење и ќе значи само за конкретно за овие 4 договори кои што ќе исклучиме со општина Битола, додека во втората точка имаме дополнување на ценовникот на КЈП Ниска градба, редовниот ценовник што го имам изгласано на совет, бидејќи се јави потреба за еден објект, тоа е улицата Панде Кајзер од Вушици, се од природата на работите се јави потреба од изградба на подпорен зид. За да може КЈП Ниска градба да усклучи договорот, се направи проект од страна на општина Битола, се определија средства, во вашите програми е и сето тоа изгласано, за да може КЈП Ниска градба да го склучи договорот со општина Битола, има некои позиции кои што досега Ниска градба ги нема работено, односно не му се дефинирани во ценовник. Од таа причина бараме проширување за да можеме и тој договор да го склучиме со општина Битола, да може да се сработи и оваа втора измена ќе биде во редовниот ценовник и таа ќе се остане до следно нејзино променување, односно ќе биде актуелна за периодот кој што следува. Толку. Благодарам. Дали има прашање по однос на двете точки, точка број 5 и 6? Доколку нема, преминуваме на точка број 7. Николовски, повели. Фала, председателе. Имам прашање до директорот, дали добро разбрав дека со ова носење на овој ценовник, јавното предпријатие Ниска градба ќе има два тековни ценовници, односно еден што веќе го имаме изгласано во советот и веќе си тече, и уште еден нов и паралелно со два ценовници ќе функционира јавното предпријатие? Значи, самиот наслов на одлуката ви кажува дека овој ценовник е адхок решение за склучување на договорите на КЈП Ниска градба со општина Битола по вториот повик на владата и ќе важи само за изведба на овие објекти. Ако мислиме дека КЈП Ниска градба не треба тие објекти да ги работи, тогаш можеме да не уносиме овој ценовник. Значи, ќе важи само за вториот повик на владата со унгарскиот кредит и ќе важи стрикно за овие објекти за кои што се носи ценовникот. Инаку ние имаме ценовник редовен, тоа го потенцира во моето излагање. Благодарам. Дали има некој друг прашање? Доколку нема, преминуваме на точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на ценовникот на јавна општинска установа Културен информативен центар Битола. Повели директорот е тука. Добар ден, почитувани советници. Културно-информативниот центар во изминатите години, согласно со своето работење, веќе доајде до една ситуација каде што има свој нови елементи кои ги нуди како услуга на граѓаните и треба да се дефинираат со ценовник. Со оглед на тоа дека основниот ценовник на Културно-информативниот центар датира од 2021 година и во наредните години од страна на претходните директори е само со надополнување на управни одбори со одлуки и годинава кога ние ги завршивме сите реални мали јавни набавки и ја проширивме ставката на комплетна услуга за реализација на настани и од помал и од поголем калибар. Реално ние во однос на тој, ако може така да се каже, ценовник од 2021
имаме многу минимална корекција, можеби во една ставка каде што е направено тоа ради флексибилност на настаните, а сето другото е на дополнување со нови услуги кои што ќе ги нуди КИЦ во иднина. Благодарам. Прашање дали има? Крстев повеќе. Благодарам, председателе. Јас имам неколку прашања. Директоре, ме интересира ценовникот, го гледам пред мене. Во делот на цените за користење на салите и платото на офицерски дом, имате ставка доколку корисникот има дополнителни барања од техничка природа, специфичен карактер, цената може да се зголеми за 20 до 50%. После имате доколку корисникот има потреба од комплет услуги пијано, видео, бим, озвучување, осветлување, цената може да се намали за 10 до 50%. Во овој дел ме интересира како оди, кои се критериумите и кој одлучува за ваквиот попуст, затоа што имаме голема разлика од 10 до 50. И за влезот на посети во офицерски дом и кино Манаки е бесплатен за деца до 7 години, социјално загрозени лица, деца од дом за деца без родители и за лица со попреченост, а додека влезот за посети е бесплатен за средношколци секоја среда и за студенти секој четврток. Ме интересира децата од 7 до 14 години кај се наплаќа или немат бесплатен право и зошто не се искористи ова мерка или треба да се, мислам дека треба да се додаде да за средношколци и студенти да биде бесплатно секој ден. Затоа што офицерски дом е за сите граѓани на Битола, особено и за од интерес на државата, така да ваков специфичен објект и гордост на Битола би требало да може барем децата од претшколска, школска, средношколци и студенти да можат да го посетат и да го видат преку целиот месец или преку цела година. Така да овие прашања ме интересира зошто го имате испуштено овие деца и критериумите за овие попустите како ги определуват. Тоа што е, мислам дека е паушално дадено од 10 до 50%. Благодарам за прашањето, ќе почнем од крајот. Офицерскиот дом е комплетно бесплатен. Јас тука гледам луѓе кои доаѓаат секојдневно и никој досега не се сеќавам дека на некој му е наплатено тој аспект. Оваа цена е за тоа што во иднина покрај основните работи и што ги нуди КИЦ офицерски ќе се реализираат и 3 спомен соби кои што ќе бидат со зголемување на туристичкиот капацитет на општина Битола и која што ќе биде наменета исклучиво за странци и за промоција на културата и туристичката промоција на градот. Тука во тие соби ќе бидат наплатувани карти, каде што ќе мора со оглед на тоа дека постојат одредени работи кои што ќе бидат сепак заштитени и зачувани, во тој случај тука е тоа ослободување. Иначе, за другите простори, во другите рамки, досега јас не се сеќавам дека некој наплатил карта или му било забрането да влезе да го посети офицерски. Ако сте информирате добро, слободно обратете се во училиштата, каде што колективно организираме настани за концерти, каде што колективно организираме посета на изложби на наши луѓе, уметници и да не навлегвам понатаму во однос на театарски представи, тука ја гледам и колешката Софија. Јас не се сеќавам дека еве во изминативе јас барем додека сум 2 години за било каков настан, за било каква нивна презентација биле наплатени билети или не бил пуштен некого. А тоа што е таму наведено е како подточка за тие 3 соби кои што јас можам да ги направам да бидат и сите ние тука со одлука на Совет бесплатно, меѓутоа мислам дека со тоа ние само ќе изгубиме како општина и ќе го оптеретиме буџетот дополнително. Тоа е мојот став за тоа. Втората точка што беше, ако не се лажам, за дополнителните плаќања, тоа е бидејќи имаме реализација на настани од поголем калибар, каде што одредени луѓе и имаат потреби од формирање и пласирање на кабини за превод, симултан превод, кој што ние како услуга ги немаме, каде што имаат потреба од конференции, каде што има потреба од дополнителни работи кои што за жал ние во Битола се уште ги немаме, се надевам дека во иднина ќе ги реализираме. Значи имаш потреба од местење на настан кој што има можеби сценографија, можеби има потреба дополнителни средства и дополнителни ресурси кои
нашиот центар ги нема во таа дадена ситуација. Значи, сепак, јас како директор сметам дека моите луѓе, почнувајќи од 7 до 20 часот, ако се активни на реализација на тој проект, сметам дека сепак треба да им се најди начин како тоа да им го, не знам, надокнадат и на институцијата. Со оглед на тоа дека не станува збор за 2 до 3 сати, друго е кога ќе се пушти грејање струја за 5 минути или за 1 сат, а друго е кога ќе се станува збор за 24 часовен настан. И согласно со тоа, значи, е автоматски одговорот и на претходниот, на наредното прашање, кои се тие попусти. Тие попусти се за институции и организатори на настани кои што го изнајмуваат офицерскиот дом повеќе од 2 до 3 дена, каде што и користат максимално капацитетите и ресурсите и на луѓето и на општината. И сега јас не смеам и не сакам и ниту помислувам да го наплаќам тоа што треба да биде 24 часа од 8 кога не работиме ние до 12. Значи, бидејќи во договорот ќе му стои дека тој го изнајмил на датум 19 во 08 часот, а го напушта објектот во 21 часот на 9. Значи, за 3 дена е малце нелогично. Договорно јас не смеам да навлегувам во некои кои што се, како да кажем, неефектуирани работи. Ако треба нешто да појаснам, слободно. Крстев Павел. Ви благодарам. Јас не реков дека досега како се наплаќало, збораме за предлог одлуката за ценовник, утврдување. Вие имате напишано поединечни посети, 100 денари за граѓани на РСМ, 120 денари за странски државјани туристи. Групни посети на 5 и повеќе лица, 80 денари од посетител и 100 денари од посетител на офицерски дом. Не за спомен соби, ниту е наведено, ниту е. Не ми одговоривте за прашањето зошто не се исклучени и основците од 7 до 14 години, и со оглед на тоа разбрав дека и немате определени критериуми по кои ќе го определувате попустот од 10 до 50%. Оставате ваше дискреционо право да оценувате дали ќе бидат 10, 20, 30, 40 или 50% попустите. Со оглед на тоа дека имате ценовници од, не знам, 66.000 за 3 месеци, не знам, изнајмување штафелаи, светло, 1000 денари за еден ден, тоа се огромни суми и доколку вие ги определувате без критериум тие попусти, малце се остава впечаток дека за едни ќе важат едни попусти, за други. Нема јасни критериуми кога јас ќе го искористам 50%, кога 10%, кога 20%. Тоа ми беше прашањето и со оглед на тоа дека доколку досега не се наплаќало, не знам зашто предвидувате за средношколците, студентите цена од 100 денари за посета на офицерски дом, кој што пак ќе повторам е спомен обележје право пред се, културно од прва категорија како за државата, така и за градот Битола, и со оглед на тоа дека општината раководи со тоа, мислам дека не би представувало некој финансиско оптеретување, ученици, средношколци, деца без родители, студенти да можат во било кое време, доколку нешто има некоја поставка, како пример спомен соба, да можат слободно да ја посетат бесплатно, се разбира, и да се запознат со историско-митничките квалитети и достигнување на Битола и на Македонија. Ви благодарам. Благодарам за прашањето. Очигледно дека ќе повторам некои работи, меѓутоа, за жал, тоа е тоа. Значи, моментот на КИЦ офицерски моментално е дека работиме со сите основни училишта комплетно, каде што креираме публика, каде што креираме идни луѓе за развивање на уметноста. Во нашите програми, значи имаме соработка со сите основни училишта, почнувајќи од киното па до креативни работилници, млада креативна Битола, изложби и слично, каде што тие се, да не речам, 24 часа присутни кај нас. Значи, основните училишта ние скоро со сите соработуваме, почнувајќи од работилници до трибини, до театарски представи, до патронати и се што можеме и ќе дадеме реална поддршка, и тоа е дел од нашата годишна програма. Што се однесува до тоа што викате дискреционо право.
за тие 10 или 50%. Значи, работата е тоа што ако ние во моментов, сега ќе ви го кажем примерот, да не го именувам кој е, голема фирма сакаше да реализира тука конференција во рок 3 дена. Во Битола конференцијска сала за 26 луѓе нема. Значи нема. И истите тие кои што јас кога им ја дадов понудата, тие ја прифатија, меѓутоа за жал ние тие услови не можевме да ги понудиме и заминаја во Охрид. Значи ние ги губиме големите странските амбасади поради тие причини што ние одиме со некои пазарни цени во дадена ситуација кои што тие се спремни да го платат, меѓутоа имат ограничен проектен буџет. Значи во тие случаи доколку постои таков можност, значи јас го гледам реално колку е нивниот добиен финансиски колку добиле финанси за реализирање на тој проект, за изнајмување на простори, изнајмување на сали, изнајмување на техника, изнајмување на се. И со тоглед на тоа, тука јас можам дискреционо право, можеби не е според вас тоа реално, меѓутоа за да ги задржиме и да ги вратиме и да ги донесеме сите тие луѓе кои што заминуваат од Битола, бидејќи еве го Охрид е на 70 километри, Скопје на 100 километри, значи тука ние треба да ги привлечиме, не само да набиваме цени кои што се можеби во дадена ситуација нереални и неприфатливи, а од друга страна, значи во тој попуст ако тие донесат луѓе од страна, значи кои што спијат во градот и други додатни ресурси кои што ќе се потрошат во градот, мислам дека не е проблем. Меѓутоа искрено да ви кажам, до сега никој не добил 50% попуст. Значи еве ги договорите се отворени, слободно дојдете кога сакате, повелете и можеме да дискутираме. Цела документација е отворена, се е транспарентно, се е јавно. А доколку сметате вие како личност дека јас треба да одбивам на име на финанси секого, а да губам на квалитет и на нешто што можеби ќе има прилог општината, јас и вие и моето дете и вашите деца, мислам дека непотребно да се дискутира понатаму. Дали има некои други прашања? Толку нема. Преминуваме на точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за вршење на услуги отстранување на оштетени возила во дефект од општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на АМД Ѓорги Наумов услуги до Битола. Представник Павел. Почитувани советници, до општина Битола е доставено барање од АМД Ѓорги Наумов за добивање на лиценца за отстранување на оштетени возила и возила во дефект. Постапката течи согласно Законот за јавни патишта, ги достави сите документи, го достави ценовникот кој што треба вие да го усвоите, како би се изготвила лиценцата за унифициране тарифникот за на територијата на општина Битола. Сите истиот тарифник го имат. Благодарам. Дали има прашања? Долку нема. Преминуваме на точка број 9. Јавен повик за одделување на средства од буџетот на општина Битола на спортски клубови, спортски издруженија и спортисти за 2026 година. Овој јавен повик се гледаше на Комисијата на спорт денес во 9:30, беше едногласно усвоен. Материјалот е пред вас. Дали има некои прашања по однос на оваа точка? Толку нема. Дневниот ред е ова е последна точка од дневниот ред. Преминуваме кон гласање. Прва точка: Одлука за проширување на буџетот на општина Битола за 2026 година. Зато компјутерите треба да ги носите сите. 3 гласови за, против нема, воздржани 2. Преминуваме на точка број 2. Одлука за давање на деловен простор во објект број 1 и деловен простор во објект број 2 на 5 години во закуп со електронско јавно надавање во село Логоварди, собственост на општина Битола.
3 гласови за, против нема, воздржани 20. Констатирам дека втората точка е усвоена. Точка број 3. Одлука за примање на донација за изработка на основен урбанистички проект за инфраструктура регулација на река Драгор во град Битола од страна на ДГТУ Аква Инвест Доел Скопје. Пет гласови за, против и воздржани нема, констатирам дека третата точка е усвоена. Точка број 4. Одлука за примање на донација скулптура Сончев часовник спомен обележие од страна на Сдруженијето Архам од Битола. Пет гласови за, против и воздржани нема, констатирам дека четвртата точка е усвоена. Точка број 5. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за изведување на градежни работи, канализациони објекти на КПНС градба Битола за потребите на општина Битола согласно договорите на општина Битола склучени по вториот јавен повик од владата и министерствата и примена на член 24 од Законот за јавни набавки. 3 гласови за, 1 против, 1 воздржан, констатирам дека петата точка од дневниот ред е усвоена. Шеста точка. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КПНС градба Битола за потребите на општина Битола. Три за, 2 против, воздржани нема, констатирам дека шестата точка од дневниот ред е усвоена. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот на јавна општинска установа Културен и информативен центар Битола. 3 гласови за, 2 против, констатирам дека седмата точка од дневниот ред е усвоена. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за вршење на услуги отстранување на оштетени возила во дефект на општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на АМД Ѓорги Наумов услуги до Битола. 5 гласови за, против, воздржани нема, констатирам дека осмата точка од дневниот ред е усвоена. Девета точка, јавен повик за одделување на средства од буџетот на општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2026 година. 5 гласови за, против, воздржани нема, констатирам дека деветата точка од дневниот ред е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, комисијата е затворена и благодарам на сите за присуството.